Денеска, како што сте информирани, имаме седница на влада овде во Тетово со цел да бидеме поблиску до граѓаните, но и поблиску до општините. Овој пат преку оваа седница во Тетово ги покриваме општините околу Тетовска и општините околу Гостивар, а се со цел да имаме пофокусиран пристап по однос на рамномерниот регионален развој. Имавме во Битола една седница, ова е втора седница на влада која што е надвор од Скопје, а се однесува на пофокусираниот пристап кон одреден регион и рамномерниот регионален развој. Што значи дека темата на оваа влада денеска во Тетово ќе биде да се направи пресек на тоа што е направено, да можат министрите овој ден да го искористат за да направат надгледување на сите проекти што се реализирани во овие региони и да бидат во директна комуникација со градоначалниците и со граѓаните во овој регион со цел да се координираат активностите. Затоа сме денеска тука и бидејќи имаше пред неколку дена одлука на влада да може јавното претпријатие и Македонија пат да може да го рехабилитираат овој важен дел од патот Тетово Јажинце во вид на булеварско решение во должина од 4 км, 37 милиони денари, што е особено важно за функционирање на сообраќајот во градот, меѓутоа и на безбедноста на граѓаните, меѓутоа и да направиме увид на сите проекти реализирани во овој регион. Еве, денеска ги дебатиравме и проектите во рамки на на патиштата и во рамките на комуналните проекти, околу 5 милиона веќе завршени во овој период, 7 милиона евра, 5 милиони евра веќе завршени проекти, 7 милиони евра во фаза на подготовка, но и се реализира проектот од 70 милиони евра за градба и рехабилитација на локални патишта. Морам да го спомнам патот Тетово Попова Шапка во должина од 18 км, многу важен за развојот на туризмот и развојот на модернизираниот скијачки центар кој што институциите го спремаат, подготовката на проектот за автопатот Тетово Гостивар, меѓутоа и магистралниот гасовод Скопје Тетово Гостивар, проширувањето на водоводните и канализационите мрежи во целиот овој регион, што е исклучително важно за подобрување на стандардот на живење на граѓаните. Ќе продолжиме и понатаму со овој регионален пристап, бидејќи сметаме дека дава подобри резултати кога цела влада се фокусира на еден регион и во тој период ги согледува само дилемите и прашањата на тој регион со цел да овозможи подобар развој, и така ќе продолжиме и денеска на седницата на влада.